Значењето на Мисирков, неговата улога во создавањето на современиот македонски јазик од почетокот на 20 век до денес е тема на меѓународната научна конференција која што овие 2 дена се одржува во Струмица под мотото Мисирков предизвик за нови проучувања во науката. Американскиот лингвист и еден од најпознатите македонисти во светот Виктор Фридман, кој е редовен професор на Чикашкиот универзитет, на оваа конференција ќе зборува на тема турцизмите во македонскиот јазик од Мисирков до денес. Тој вели дека Мисирков бил противник на користењето на турцизми, кои што изобилуваат во денешниот разговорен јазик. Многу интересно што јазикот за македонските јазици, за македонските работи, иако е децени пред кодификацијата на македонскиот литературен јазик е во еден јазик кој што е многу блиску со литературниот јазик. А за денеска исто така е многу интересна работа да се споредува јазикот на Мисирков со јазикот денеска. Кога зборуваме за македонскиот јазик денеска како официјален јазик, како самостоен јазик, како афирмиран јазик, зборуваме за јазик кој што има регистри. Има формален регистар, има неформален регистар и така споредувајќи ја работата на Мисирков со регистри во македонскиот јазик можеме да разбираме повеќе за развитокот на јазикот. Например, јазикот на така наречените бомби од минатата година. Тоа е фантастичен извор за македонски јазик, жив, разговорен јазик. Не е важно, сакам да кажем, не е важно не зборувам за политиката, туку за јазикот. И како јазик, многу интересно е да се споредува со јазикот на Мисирков. Затоа што во Мисирков, например, тој пишуваше со еден словенизиран, како рече Тодор Димитровски пред 50 години, словенизиран народен јазик. Значи јазик без многу турцизми. Блаже Конески пишуваше исто така дека турцизмите не треба во формалниот режистер со примери од еден превод од Тартиф од Молиер од 19 век. Кога гледаме сега например во бомбите, гледаме како се употребуваат турцизмите денеска. Доктор Снежана Велковска, председател на организацијскиот одбор на конференцијата, вели дека потребни се континуирани проучувања на јазикот, но за жал се помалку средства се одделуваат за наука. Една од формите на работа на Институтот за македонски јазик се научните собири, всушност како и во сите научни институции. И оваа година имаме можност да направиме еден меѓународен научен собир со колеги од повеќе земји. Тука ги имаме колегите од Полска, од Република Србија, имаме од Кина, од Америка, од Словачка и да не испуштам некого. Значи, на овој начин ние ги одбележуваме годишнините што годинава сме задолжени да им одадеме почит, да им одадеме чест. Како што споменав на почетокот, навистина многу малку се одвојува за науката и ние се потешко успеваме да ја одржиме таа врска со науката, чекорот со науката, со современите тенденции во науката. И за нас се навистина добре дојдени вакви спонзорства, да речам, затоа што да не се тие, па не знам како би изгледле на крај со сите наши активности. Значи, треба да споменам дека толковниот речник е отпечатен само во 1000 примероци, правописот во 500 и сето тоа затоа што нема пари. Токму заради тоа и го потенцирам, кога секој помалку би направил, по нешто би дал за науката, мислам дека нашите резултати би биле многу поголеми. Конференцијата ја отвори градоначалникот на Струмица Зоран Заев, кој е покровител на настанот. Вели дека ваквите конференции се од исклучителна важност за развивање, но и зачубување на македонскиот јазик. Дури постои 13 години од излегувањето од печат на оваа книга, таа има чудесно важни рефлексии во времето кое денес го живееме.
Мисирков и неговото дело и денес подеднакво се важни за филолозите, и за лингвистите, и за публицистите, и за културните работници, и за граѓаните, но и за нас, политичарите. Сите оние кои се занимаваат со проучувањето на македонскиот јазик, но и сите ние, знаеме колку е значаен Мисирков и неговото дело за белезите на нашиот национален идентитет и обстојување, особено поради неговите иницијативи и предлози за преземање конкретни ангажмани околу јазичната посебност и кодификацијата на македонскиот јазик. Но ние денес треба да бидеме загрижени за иднината на македонскиот јазик. Населението во Македонија старее, младите масовно ја напуштаат земјата. Нели е време да се запрашаме може ли е опстојот на македонскиот јазик ако од ден на ден се помалку луѓе го зборуваат. Токму затоа мораме сите заедно да работиме на запирање на овој негативен тренд. Ова е само еден од белезите на денешното време, невреме, исполнето со разни превирања кои имаат свое влијание во секоја пора на нашето општествено живење. Ова, се надевам сите ќе се согласиме, мора да го промениме. Во таа заложба, конечниот епилог зависи од сите нас, од секое јас. Токму затоа јас зборува Мисирков кога вели: името на еден човек не е толку важно за него самиот, колку за другите. Затоа тој не се крсти сам, ама и други го крстат. Тој самиот не се нарекува Петар, туку вели јас. Почитувани, токму тоа јас ни е повеќе од неопходно во времето кое го живееме. Сите јас во оваа наша земја стануваат ние. На научната конференција ќе учествуваат 55 излагачи со своји научни трудови.